Почитувани мои, добар ден. Стартуваме со новото издание на Црвена линија. Македонската делегација на самитот на Берлинскиот процес ја предводи премиерот Христијан Мицкоски, кој вчера од Берлин порача дека побарал решение за откочување на евроинтеграциите со јасен крај, а тоа е членство на Македонија во Европската Унија и дека е подготвен да разговара со било кого за да изнајдеме решение. Во подготовка е и писмо со нови предлози за тоа како да продолжат преговорите со Европската Унија. Пораки од Берлинскиот процес што ги испрати Европската Унија се одлични. Европската Унија не е целосна без земјите од Западен Балкан. Испишавме 10 години на успех и се надевам дека нема да бидат потребни уште 10 години за сите 6 земји од Западниот Балкан да станат членки на Европската Унија. Вака порача Шолц и додаде сите земји кои сакаат да бидат членки на Европската Унија треба да не го забавуваат процесот поради билатерални прашања. Опозицијската СДСМ вчера со став дека ќе даде поддршка ако се обезбеди одложена примена на уставните измени. Да подсетиме, денеска е 15 октомври. Во Луксембург денеска ќе се одржи меѓувладината конференција помеѓу Албанија и Европската Унија, на која ќе биде отворен кластерот 1 или познат како основите во преговорите за членство. Има ли надеж за одложена примена на уставните измени? Тоа е оно што денес ве прашуваме во Црвена линија, а секако ве прашуваме уште нешто и на Instagram Story. Заследете на Instagram, кликнете веднаш таму и одговорете на следното прашање. За колку години ќе го отвориме кластерот 1? Под А за 1 година, под Б за 2 години или пак под В за 5 години. Кликнете на вашиот одговор, ќе биде пресметано во проценти и секако резултатите ќе бидат објавени пред рекламите во Црвена линија. А ние со нетрпение и сакаме да почнеме со ова издание. За учество во Црвена линија правилата се следни. Го вртите телефонскиот број 023070005. Задолжително го намалуваме целосно тонот на ТВ приемникот и сега го зборуваме само преку слушалка. Добар ден. Добар ден, се слушаме? Да, се слушаме одлично, повелете. Има надеж за да влеземе во Европска Унија само кога двете партии, најголемите партии, помалите партии се соединат во едно цело и да ја поддржат оваа иницијатива. Кога сме заеднички се вклопени, ќе имаме успех и ќе добиеме тоа што го бараме. Ние треба малку да се погледаме на Албанија како го стутка некако тоа во едно чоше и излезе нагоре. Малку да копираме од другите што прават, а ние не сме направиле. Ви се чини ли дека има шанси да се обезбеди одложена примена на уставните измени? Има шанси. Добро, имате се уште време и на анкетното прашање. За колку години ќе го отвориме кластерот 1 според вас? За 1 година, за 2 години или можеби за 5? За 1 година. За 1 година. Дали тоа се? Само ти Ало? Да, ве слушаме, продолжете. Тина, само кратко да ве прашам. И претходната емисија пак се слушаме ли? Да. Викам, и претходната емисија пак се јавив кај вас. Дај да решиме за водоводот во село Кучко, немаат луѓето поставена водоводна мрежа за пиење, нема водовод, пола село нема водовод. И претходно ви кажу, повикате некои други институции, нека видат, ова е срамота 21 век да немаме ние градски водовод за пиење вода. Благодарам многу за учеството и секако со самото тоа што сте кажале гласно и јасно во Црвена линија, оние кои што треба следат и слушаат. Нашата политика, односно како функционира Црвена линија, е наменета за директно вклучување на вас, гледачите, односно граѓаните. Секојдневно објавуваме теми кои што мислиме дека се приоритет, не засегаат сите и ова е просторот каде што всушност се креира јавното мислење, односно што мислат граѓаните. Денес во ова издание на Црвена линија темата е: има ли шанси да се обезбеди одложена примена на уставните измени? Тоа е она што ве прашуваме и сакаме да слушнеме кои се вашите одговори. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав до вас. И од мене до вас. Па види сега, Мецко од планина да беше ќе научеше дека нема. После сето оно што е кажано, и она, значи нема.
Значи, патот е тој. Мора да се заврши. Меѓутоа, некои луѓе треба да разберат дека животот е борба. Дека кога се раѓаме, ништо не ни е дадено на тацна, нити па ни е ветено, дека секој ни во животот мазно и подмачкано. Еве, јас ќе ги тргнам бугарите на страна, да ти кажам право, како главни кочиничари на нашиот европски пат. Што правиме со судството, сакам да ве прашам. Со администрацијата, со екологијата, со, да не кажам, со еден ред други работи. Па дали сме спремни? Знаете ли што значи реформите во судството? Треба да затварате судии. Во администрацијата треба да бркате луѓе од работа. Кој од овие политички лебари, кои минатата недела немаа храброст да дигнат, да си го намалат коефициентот за платите, ќе влезе во таков циркус, да си го исече столчето на кое што седи и краде пари од државата, за да не мене или на вас ни биде добро? Кој? Кажете ми, кој? Па гледате како ги менјаваат партиите како чорапи само за личен интерес. И сега ние очекуваме тие луѓе да си го нарушат комодитетот за нас да ни биде добри државата. Ма тоа е приказка. Јас кажав една работа многу одавна. Немој да избоктисаме на политичари од Запад. Ако им избоктисаме, ќе ни се случи ова што ни се случи. Ќе ни кажат, ај шетајте со здравје, пријатно. Јас секако ќе ви кажам благодарам за учеството во издание на Црвена линија. Останатите ќе ве посетам дека активно учество доколку не успеете да се вклучите во живо во Црвена линија, преку коментари и споделувања можете да направите со следење на нашиот профил на Facebook Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија каде што ги објавуваме темите за кои што зборуваме со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Има ли шанси да се обезбеди одложена примена на уставните измени? Има шанси да се обезбеди задолжителна промена на уставните промени, може да има. Али да има уставни промени, тоа ништо не значи за Европската унија. Они си терат по свое. Они е зацртале дека Македонија не може да улезе во Европската унија. На ние е тоа зацртано. Затоа што да направи Македонија, какви измени да направи, нема да улезе во Европската унија. Джабе само ќе се направат уставни измени. Джабе ќе се смене се. Треба внатрешно да се сменат многу работи за тие работи да дојде до за влез во Европската унија. Треба да се смене судството, многу работи во министерствата, секаде треба да се сменат работите во производството, за да Европската унија оцене дека треба Македонија да влезе во Европската унија. Друго, џабе е се и да се сменат уставните промени, а никој пат ние нема да улеземе во Европската унија. Никој пат. Благодарам што со гледачите на Црвена линија ги споделивте вашите видувања и ставови околу темата за која што зборуваме. Да видиме од останатите вас какви одговори ќе добиеме. Прашањето денес е: има ли шанси да се обезбеди одложена примена на уставните измени? Добар ден. Ало, добар ден. Па има ли шанси да се обезбеди одложена примена на уставните измени? Ако придавниците се сложат да го отворат уставот, придавниците наши, има шанса да влеземе одма. Но ја би рекол, ова ништо внатре, дали судство е срешено или било што, не игра улога. Проблемот е да го отвориме уставот, да ја снема Македонија. Тие од надвор нацистите, тројката, Германија, Албанија да речем и Бугарија, сакат да ја уништат Македонија. Точка, не им е јасно. Сега, ние треба да заземиме еден стап. Бугарите, ако го отворат уставот, ќе го отвориме ние. Точка. Нема чепкање понатака ништо. Нека си ги внесат и македонците во како малцинство таму, како што ги внесат ние бугарите. Устав, отварање, без да го отворат бугарите, не доаѓаат обзир. Хајде да го отвориме уставот, другиот ден чодиме во Европска унија, ама Македонија нема да постои. Тие се борат за територијава да ја фатат. Дали им е јасно на овие водачиве наши? Дали се кусогледи или не разбираат
што не демнит. Тие не те направија со војна 41-42 година, со војна. Фактички ги победивне, ние Србија ги победивне. И велистите, и нацистите, све истеравне. За колку години ќе го отвориме кластерот? За 1 година, за 2 или за 5? Абе, се тоа не игра улога. Тоа апсолутно како на филм ќе побини. Така, благодарам за вашите одговори. Јас тука ќе ве потсетам секако задолжително да кликнете на telma.com.mk и вашето внимание да го задржите на следниот наслов. Вели 5 поглавја плюс 3 критериуми. Албанија го отвори кластер 1 од преговорите за членство со Европската Унија. Кластер 1 вклучува области и поглавја од преговори како што се функционирање на демократските институции и реформи на јавната администрација, кои опфаќаат поглавје 23, кое се однесува на правосудство и основни права, поглавје 24, кое регулира рамноправност, слобода и безбедност, потоа економски критериуми, кои опфаќаат поглавје 5, кој ги регулира јавните набавки, поглавје 18 кое се однесува на статистика и поглавје 32 кое се однесува на финансиска контрола. Така да многу повеќе потсетувам telma.com.mk, насловот е 5 поглавја плюс 3 критериуми. Албанија го отвори кластер 1 од преговорите за членство со Европската Унија. А драги мои, според вас за колку години ќе го отвориме ние кластерот 1? За 1 година, 2 или 5? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па видете вака, работата е тешка, поготово од тоа што сме иначи, она што е ветено во предизборниот период не може да се оствари, нема отворање на мислам уставо после приемот во Европа, значи Европа нема да не прими без да го отвориме уставот, значи тоа е од Брисел речено, ни го кажа и еврокомесарите, така да тоа е зацртано, таму нема што да менуваме таму и нема што да се мени. Значи мораме да работиме онака како што вели Европа, како што велат тие. Нема ние што да правиме, што да измислуваме топла вода. Топлата вода е измислена уште во камено доба, не е од сега. Така да работите се свршени. На едини начин да влезиме, а плюс то, што рече и кажи го Љупчо, многу работи не ни се средени. Судството не ни е средено, ништо не ни е средено во државата. Катастрофа ни е се. Значи власта е катастрофа. Не да се мени власта, не да се мени партија со партија. Ни едната успеала да направи некоја салам власт, која што ќе ги среди работите, судството што ќе го среди едно друго, па ни другата партија ништо не направила. Така да и ова партија сега што е, та беше 11 години на власт. Така, благодарам многу за вклучувањето во црвена линија. Една напомена си како за останатите гледачи. 90 секунди е време траењето на едно јавување. Да видиме што ќе каже следниот кој што или следната гледачка, можеби која што ќе и го поставиме прашањето или ќе ви го поставиме, има ли шанси да се обезбеди одложена примена на уставните измени? Добар ден. Се слушаме, добар ден. Добар ден. Па има ли шанси да се обезбеди одложена примена на уставните измени? Шанси, нула шанси. Нашите политичари или се толку глуви, или толку глупи се, што кажано им и во Брисел и во Германија им кажа дека без промена на уставот нема. И дека не се брат недоветни, него не им одговара и додека има добра кујна тамо за јадење, барем еднаш да помислиле, кога јадат, да помислиле обичниот граѓанин што јаде. Обичниот студент со 120 денари што јаде. Никогаш нема да не прима нас. Смрти на сите страни. Како во екологија, така во судство, така во здравство, ни умираат деца, породилки. Не бива, џабе, бадијава се. Нашите политичари се толку глупи што не разбираат. Да не навредуваме само, ве молам. Па не викам,
не разбираат. Да разбираат, поинаку би било. Ќе си влеземе заедно со Албанија, првиот кластер ќе го отвориме, ама не им одговара. Додека има добро јадење, не им одговара. Бидете поздравени. Бидете поздравени и вие. Секако благодарам за вклучувањето во Црвена линија и останете со нас. И една напомена, без разлика дали еве сте иритирани од темата или можеби едноставно ве вознемирува она за што зборувате и понекогаш сакате да сте и поексплицитни од она што е дозволено во Црвената линија, сепак ве молам да се задржи културниот, пристојниот говор, да не се користат навредливи зборови и секако да не се алудира на насилство или пак говор на омраза. Тоа е се бидејќи Црвената линија веднаш се активира. Продолжуваме понатаму секако со вас. Добар ден. Добар ден. Има ли еве шанси да се обезбеди одложена примена на уставните измени според вас? Па јас не можам да кажам, затоа што јас директно не преговарам со Европа. Меѓутоа може да прашам вас како медиум вечер кој ќе ви дојдат гостите во топ тема, поготово политичар кој ќе ви дојде од ДПМН. И сакам да го прашате, што ние добиваме ако биде одложено или ако веднаш ги ставиме бугарите? Што добиваме всушност? Ништо не добиваме според мене. Па прашајте ги, тие може се мудри па знаат. Што е тоа важно, дали по 5 години ќе биде ова сега да ги ставиме, а да важи тој закон после 5 години? Или што? Ја не можам да разберам. Губиме нешто или добиваме? А вака сме блокирани. Никој не може да ни даде нас гаранција ако биде одложено дека никој нема да не блокира. Или ако сега ги ставиме дека пак ќе не блокираат, ако сакаат да не блокираат. Дали одложено или не одложено, според мене и според мојата логика ништо не менува. А има ли надеж? Има една убава песна, има ли надеж? Да. А за вакви, ние какви што сме, господинот убаво рече, за нас само стап од Европа, а не морков. Ние сме далеко од морковот. За се она што беше набројано. Мнозинството барем. Секоја чест за поединци, меѓутоа мнозинството во државава наша, во Македонија за стап. Благодарам, пријатно. Благодарам многу за вашето учество во Црвена линија и пак ќе напоменам, внимавајте само да немаме говор на омраза или говор кој што алудира на насилство. Таква е нашата етика и не случајно, бидејќи сепак Црвена линија е емисија наменета за целата публика. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас во Црвена линија. Јас мислам дека се уште не смееме ни ние да се упуштаме во оценки за она што, пошто има сега нова иницијатива за уставните измени и како тоа ќе успее, пошто политичарите, европските, една рекоа нешто, па после се сменија. Тоа беше во времето на Меркел, во времето сите што доваѓаа, вика ова е последно и сега така да не им верувам и на тие политичари и сметам дека ние не сме ни надлежни, нито сме и вични, нито сме школувани за да даваме политички оценки, како што овдека веќе се претвори ова дебата во Мапет шоу. Тоа е и во вашата телевизија, и во другите телевизии. Затоа што ние постарите, жално што има една парола, пролетари обединете се, ја викам, господа старци, пензионери, како и мене, засрамете се. Ние ги избркаме децата, ние избркаме се, никој нашите задачи, никој дома не ги промениме, останаме исти, да некој друг не ги врши работите. Ние сега овдека кажуваме вака или така. Сите ние беме на различни митинзи, заедно ја виткаме кичбата кон некој пратеник во секоја населба и сега ние кажуваме приказни. Затоа мислам и еден апел да ние соработуваме со државата, односно со институциите. Добро, благодарам многу, а меѓу другото, оние кои што редовно не следат ни сите овие сезони, да знаете дека никогаш не е бадиела и дека оние кои што треба да слушаат што кажуваат граѓаните преку вклучување во Црвена линија. Благодарам за вашите одговори и драго ни е што еве имаме најразлични ставови, тоа и така треба да биде. Продолжуваме секако со вас. Денес Црвена линија прашува има ли шанси да се обезбеди одложена примена на уставните измени. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Се јавувам од Битола.
Дали има надеж за одложена примена на уставните измени? Ма каква надеж? Европа побрзо ќе се распадни, отколку ние да влеземе во Европската унија. Ние ќе си направиме Западен Балкан, ќе си живееме со тие што си живееме и готово. Ни бугари ни требат, ни грци ни требат, ни албанци ни требат, никој не ни треба. Значи, секој што има аспирации за ова парче земја, нека се гони со други зборови. Извинете што сум малку, ете да речам, не сум изнервирана воопшто. Надеж воопшто не гледам, вака што се движам во круговите, во моите кругови, никој не вели дека влеземе во Европската унија. Сите сакат да бидем повеќе со Русија отколку со Европската унија, затоа што сме православни. Повеќе би му дала на нашите малцинства права во уставот, отколку на бугарите. За 3000 бугари ќе менувам устав. Ајде ве молам. И што ќе добиеме со тоа? Убаво рече гледачката. Што ќе добиеме? Ајде кажете. Нека кажи некој што ќе добиеме со тоа што ќе ги вметнеме бугарите. Па и кои се бугарите да ги вметнам? Да ми дадам некој дома, например, и да го земам јас за син, така? Никогаш нема да ми биде тој мене син, секогаш ќе биде пријател. Значи, кратко и јасно, ни има надеж, ниту ќе влеземе во Европската унија, ниту па ни треба Европската унија. Затоа што Европската унија нас не сака. Па спрема тоа е моето мислење. Имајте убав ден. Убав ден и секако продолжете да не следите. Благодарам што еве го споделивте со гледачите на Црвена линија вашето мислење. Добар ден. Здраво. Здраво, поздрав. Поздрав. Види вака, јас сум за промена на устав. Значи, да се смени уставот сега одма подитно да се смени, најбрзо што може и да се дотера оној устав што беше во 91 година, Бадинтер што го призна тогаш, првото признавање од страна на тој Бадинтер, а не оно второто кога го донесува предумирачка човекот да менја тука устави и да кажува дека ова е држава рамковна. Значи првиот устав да се донесе, бидејќи ние сме независна, суверена и самостална држава и треба самостално, независно и суверено да размислуваме. Така да нема што да нас ни каже Америка, Европска унија, ово е оно и каков устав треба да имаме. Уставот треба да биде тој што беше првиот устав. Ја многу добро го памтам како беше. Тој беше народен устав, значи на водечката нација у државата, тоест македонскиот народ. А после све останато идеше поред. Не беше граѓански, него беше народен устав. Така да тој е најубавиот устав за оваа држава, за да функционира како што треба. А бидејќи сега сме рамковни под присила, под принуда на хегемонот Америка и таа Европска унија што лицемерно тука ни се представува дека као ние запињаме да влеземе во Европска унија, а уствари ни нас не притискаат цело време да се смениме и поло да го смениме, таа унија нас не ни треба. Поздрав! Поздрав, благодарам многу и вам за учеството во издание на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Вака сега, има ли надеж за одложена промена на уставните измени? Нема надеж. Па не ли гледат, ја не знам, ВМРО и Мицковски, дека бугарите еден век 100 години не признават и крсте. Македонска држава постои, народот е бугарски. И кога они не признават нашите Упилинска Македонија и Егейска Македонија, ќе чекаме ни. Кога ќе чекаме? Што само ги лажат народот ВМРО и Мицковски, името ќе го смениме, па Македонија ќе вратиме, таа никогаш не бива. И нема никогаш да има уставни измени. Со глава у зид не се удара. Кои сме ние Македони? Македонија е мала, многу ќе разправат негде Македонија. Абе, ајде само бели прават и ништо друго. Нека кажат не однадуиме со бугаите, веќе и готово. Тоа е се? Не бива ништо. Ни ВМРО, свети ВМРО не бива ништо од оваа држава. Толку бидите поздравени, се најубаво. Се најубаво и вам секако останете со Црвена линија да слушнете какви одговори понатаму ќе следуваат. Добар ден.
Дали имаме нов гледач? Како и дај ке ве подсетам сите оние Добар кои ден. што... Добар ден. Дали сме на линија? Секако и тоа на црвена линија, повелете. Во врска со темата, Така? уставните промени може да зачека, али пред тоа треба надлежните во државата да го решат националната припадност на граѓаните, у смисол на припадноста национална е наследна, а како се осеќа граѓанинот по убедување, дали е ВМРО, дали е ДУИ или ДЕА или било која партија, тоа е како се осеќа. Мислам, секој граѓанин треба да се изјасни со изјава на нотар, заверена и која национална припадност е и тоа да биде поднесено во суд и при секоја потреба за аплицирање негде да ја донесе таа потврда која е национална припадност. А не сега по убедување е бугарин, по убедување е тоа, убедување може само партиски да биде. Што се однесува до бугарското прашање, па во моментов појќе има од Непал во Македонија, неголи бугари, па утре ќе реча дајте и непалцеве да ги ставиме во уставот. Благодарам многу и вам за учеството. Подсетување за оние кои што нема да се вклучите во црвена линија во живо. Преку коментари и споделување тоа може на Facebook. Имаме и првиот коментар на Игор Јанковски под нашата објава. Прашањето денес е има ли надеж за одложена примена на уставните измени. Игор го напишал следното. Здраво Игор и до тебе. Добро е што се даде јасна порака во Берлин на берлинскиот процес дека проширувањето на Европската Унија стои високо на агендата на официјален Брисел, а во меѓувреме за условот со внесување на бугарите, хрватите и дополнително други народи во преамбулата на Уставот на Република Македонија, истиот чин според мене не е спорен, а спорно е тоа што нема гаранции дека други билатерални прашања од страна на Бугарија нема дополнително да го закочат процесот. А во меѓувреме исто така Бугарија, која се грижи за своите малцински прашања, истата земја како членка на Советот на Европа, има за цел да ги имплементира пресудите на Европскиот суд за човекови права во корист на македонците во Бугарија. Друго, ние не треба да отстапиме од интегративниот пат, но да почнеме со спроведување на реформи, а реформираното судство, реформирано образование, реформирано здравство, како и реформи во многу области и сегменти треба да бидат приоритет пред се за нас, за нашето општество, за едно поуспешно и поправедно општество, со што ќе бидеме задоволни сите, како и да ги задржиме младите, промовирање на политики за млади, со што младите својата кариера и иднина би ја граделе во собствената држава. Продолжуваме со вас во живо. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Здраво, Тина. Поздрав до вас. Поздрав и до вашите гледачи. Имам само едно кратко прашање до сите оние кои се против промената на Уставот и до сите бугарофоби во Македонија. Зошто не може бугари во Устав, а може бугари во химн? Толку само. Добро, благодарам многу за тоа што бевте и куси, јасни, но пред се што и се вклучивте во црвена линија. Како и да е 90 секунди се наменети за секое едно јавување, па да видиме што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Се слушаме, така? Да, повелете. Сакам да ми посочи некој да земјинава топка, ајде да речем Америка и Европа, дали има друга држава како нас што ни прават. Дотвараме устав, да правиме вака, да правиме онака. Една да речат, еве, ова е држава. А што се десува за Албанија, ќе влези во Европска Унија, после Северен Кипар и Турција. Што мислат тие, ние, оствари, што мислим и другите што се лажиме, така Европа ќе се отвори вентил во Албанија да му влези водата од океаните. Што мислат, така вентилот ќе го отворат и водата од океанот ќе потопи
И така е потопена Европа. Со моделов наш ние ќе да потопиме Европа. Ќе им го наметниме на Европа системов наш што ни го прават, да им го правиме ние после на нив. Тие после бадентеровци дотварат, тие дотварат устави. То си го барат Европа, ама и Америка. Работата созмрвати во Америка. Како како го управиш на некој, ќе ти се врати тебе. То нас сега играт мајтав. Законите, не знам, ова, ќе не престор, ќе ви напишат од утре вака, пова пат ќе чуете и точка. Ете ги законите. Него проблемот уставо да го отвориме, ова делче Бугарија да си го земи, Сан Стефанска Бугарија да луѓе. Благодарам многу и вам за јавувањето. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Повелете. Благодарам. Вака, Тина, моје мислење е дека нити СДС, нити ВМРО, поготово ВМРО не сака да влезат во Европска унија. Само го замајуваат народот, дека некои пари примаме од таму. Се негде 800 милиони би требало да примеме до нова година. Например, сега Албанија што почна преговори со Европска унија, ќе прима многу повеќе пари од нас. Дека почнала со преговори. И манипулација со народот и со медиумите да го ставаат ова одложени уставни измени. Они име само да цвета оваа влада, поготово да расцвета криминалот и корупцијата. Сега тие 500 милиони што ги зема кредит, знаеш каде ги идат? Све у нивни раце, у нивни джебови. У нивни джебови се ќе отиде. И народот ќе си кука, народот... ВМРО највише го користи, ти на ова само да ти кажам. И запамти го, 130.000 има вработено. Вработено. И од тука гласачкото тело, од тука силата ја добија. И немаш држава ти партиско вработување. СДС има 100.000, овие 130, 230, дури 50.000, останато негде над 300.000 партиски вработени. Немаш држава, чим имаш партиски вработени. Само се гледа кога ќе... Така, благодарам многу и вам за вашите одговори во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Тинче. Голем поздрав до вас, баба Руска. Фала, да си жива и здрава. Само субаво да се враќа. Има ли шанси да се има ли надеж за одложена примена? Ма не доваѓа у обзир, бе, какви шанси, бре. Ајде нека ги примат они македонците, па после ние ќе ги примаме нивните. Па како може јас да те примам тебе овде, а ти да не ме примаш мене само? Како може тоа, бе? До кога бе ќе се расправаме со овие бугари? Абе, дај нека прекина со нив веќе доста, а не се само они криви, тоа е од горе. Тие, еве, неколку души го праша, тој и ја ќе прашам. Дали некоја друга држава и се бара вакво нешто како од нас што се бара? Зашто Европската унија не заставя на Бугарија да каже сте земале неправилна земја од Македонија, вратете, нели членка таму, што не и наредат. Него и наредуваат нас да не хочат. Абе, одгоре не сакат. Джабе се ние драпаме, никој пат нема да отидеме у Европска унија. Тоа да ни е јасно. Па до сега без нив живеевме поубаво. Од како почнаме да сакаме там да идеме, да усиромаси станаме, збираме по континери, па ова е веќе срамота. Абе, Тинче, кој ќе гледам позади вас сликата, само пензионери одат, сраме така. Благодарам многу, баба Руска, за јавувањето од Црвена линија. Продолжете да не гледате. Добар ден. Ало? Добар ден. Намалите, ве молам, намалите го тонот на телевизорот само. Ало? Се слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав да вас и екипата. Поздрав и до вас и како? Многу се љутиме, бе, мајко му стара. Многу се љутиме. Све ќе си биде на своје место, полека.
етапно, без нервози, без навреди, без напади. Сме комши и ќе бидеме комши, сме биле. Едно време пола Македонија одеше на Црно море, одеше на одмор. И што фалеше? И носиме пари на Бугариве. Ајде да бидеме масади подобри од нив домаќини, па тие да ги повлечеме ние навака на нашите езера, на нашите планини, да ни доаѓаат. Политика, политика, политика. Според вас, еве и ова ве молам, за колку години ќе го отвориме според вас кластерот? Ќе треба 1 година, 2 или може би 5? Ќе биде, брзо ќе биде. И на Европска унија више прекуглава им со Западен Балкан. Ја мислам дека брзо све ќе биде. Толку имало и поздрав. Големо благодарам и вам за вклучувањето во Црвена линија и сега го што еве споделивте како вие гледате на темата за која што зборуваме и кои се вашите прогнози. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Во Црвена линија сте. Добар ден, Тина. Јас сум апсолутно против уставните измени. Дури ни за ова одложено. И за тоа сум против. И бидејќи сите да сме наречени бугарофоби, да му одговорам на македонофобот. Во македонската химна сите се македонски херои. Нивни проблем е што бугарите немаат херои. Ниту на една рака не може да ги избројат. Затоа ја крадат нашата историја. Нивниот јазик е источно-македонски дијалект. И жалам што се со политика нацифашистичка. А албанците добија само почеток, а не влегуваат и никогаш нема да влезат во Европска унија. Туку ќе направат демографска промена на Балканот. Сега кајни ќе направат контейнер држава и сите илегални мигранти таму ќе ги целуваат. Значи, човек да не им се радува. Не се радувам за тоа, но така ќе биде. Пријатно, Тина. Пријатно, благодарам многу и вам за вашите одговори во Црвена линија. Ке ве подсетам се уште во ЕК и анкетата на Instagram Story. Продолжете да не следите и таму. Секако не заборавајте да кликнете на Instagram Story и да одговорите на прашањето за колку години ќе го отвориме кластерот 1. Имате 3 опции, за 1 година, за 2 или пак за 5 години. Добар ден. Добар ден. Ако може малку погласно. Добар ден, Тина. Добар ден, повелете, ве слушаме. Ви гледам, а не ве слушам. Ние ве слушаме. Ви кажам нешто, Тина. Не гледате ли да Европа распаѓа, а ние ќе одиме во распадната Европа? Не гледате ли НАТО да распаѓа? Ќе одиме во НАТО, а распаѓа? Погледайте ја Палестина. Погледайте ги дечињата. Што се догаѓа? Слушајте, никаква Европа, ништо нема од Европа. Мојот татко, а посебно ова Бугарија, мојот татко е завршил учител во Бугарија, он е избегал да не остане у Бугарија. И јас сам избегал да не ја ни гледам Бугарија. Затоа ви кажувам, молам ве, ова е пропаганда тоа што го прават сега. Не верувам никој пат. Погледайте корупцијата во Европската унија. Со готови пари ги фатија таму, со милиони евра во времето на кој ни го даваа побајаѓи да бидеме у НАТО. Затоа ви кажувам, вие младите луѓе, јас сам човек пише преживел. Тоа е све лаш. А сега посебно, денеска, погледате се политиката, вие не гледате ништо. Од сите страни ракети паѓа. Може да се деси кај нас у Македонија да дојде. Може да се деси да. И затоа ви кажувам, гледате, ми е жал за вас, младите. Ова Бугарија... Благодарам многу и за вашето учество во Црвена линија. Останете со нас. Добар ден. Добар ден. Се слушаме? Да, одлично се слушаме. Повелете. Благодарам. Одговор на прашањето, дали
може да се очекува одложена примена на уставите. Никад, на свети никад, разбирате? Затоа што се работи за една заедница која што е повисоко организирана од нас. Се гледа тоа, видливо е, дали ќе се распадне, здравје Боже. Меѓутоа, сите одат во Европа, значи таму е подобро да се живее. Ние имаме стратегиска определба да се приклучиме како со НАТО, така и со Европа, така таму ни е местото. Ама што правиме ние сега? Не сакаме. Ние ќе поставуваме услови. Ве молам да немам време да објаснувам во приватно друштво. Ќе примите некој што сака да ви го растори друштвото? Не. Или ќе биде као тоа друштво, или нема да го примат. А што сега ние ќе прачеме писма, нека извини тој што мисли, на 27 членки на Европска Унија. Па одвај ги убедија бугарите да не барат тие мегаломански захтеви, него едноставен проблем кој што е реален, колку ги има сите во Македонија и тие да бидат напишани, а после ќе видиме што ќе биде, здравје Боже. А ако нешто прават бели, ќе ги прекинеме преговорите. Гледајте, Албанија веќе почнува, она беше задна, сите беа задна, сега ние спиеме. Се додека не се почнат преговорите, ние не можеме да знаеме каде се наоѓаме. И ќе си пливаме вака и не... Благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Ќе кажам само едно. Надеж немам дека ќе влеземе во Европската Унија, пред се заради тоа што нас не бидува за дома, а не за надвор. Мене ми се чини дека Европската Унија на нашите политичари им служи за тие да си ги полнат джебовите и ништо друго да не работат. Лично, ако треба да изнесам свој став, во ваква унија не сакам да влезам, бидејќи ова унија е безимена, без немоќна, без идентитет и на светот му треба голем ресет. Ова е жалосно што се случува, сите гледат дека гинат недолжни луѓе и никој ништо не збора, само продават оружје и тоа е се. Нашите политичари едноставно се занимаваат со тоа, а ние тониме. Ние не мрднавме дома ништо. Така да Европската Унија е недостижен сон. Ни најаве, ни во сон нема Европска Унија. Поздрав. Благодарам многу за учеството. Добар ден. Како и да е, сега е време некаде пред рекламите, времето диктира да ви ги соопштам и резултатите од Instagram Story анкетата. Кликнете на Instagram, заследете не, учествувате во утрешната анкета. На оваа денес на која што го поставивме прашањето за колку години ќе го отвориме кластерот 1, под А имаше опција за 1 година, одговорија 16%. Под Б за 2 години 26%. Под В за 5 години одговорија 58%. Сега веќе е повеќе од јасно дека по анкетата следуваат рекламите, а потоа се враќаме во студио. Благодарам многу што бевте дел од ова издание на Црвена линија. На крајот на денот вие го креирате секојдневно и што еве споделивте со јавноста кои се вашите одговори. Она што сега е повеќе од јасно дека можеби за 1 минута нема да влеземе во Европска Унија, но ќе влеземе кај Нена Тикате во нивната унија, која што верувам дека има повеќе членки денеска како гости. Така е, ти на подобра најава не можеше да дадеш. Кои се условите за влез во вашата унија? Треба само позитивна енергија. Така е. Само позитивна енергија. Да ги знаат на телевизија да ги има. Благодарам многу што еве јас сега сум на телевизија и ќе ве гледам пред да си одам до... Значи ти можеш да не бидеш гостинка некој следне. Ќе поминам сега за кратко време, ќе ме даде камера. Претрчај.